спортски муабети во следните минути или нашиот последен разговор од студиото денеска во оваа вторнишна утринска на Тилма. Ке го дадеме аплаузот, тоа го споменавме и на самиот старт од емисијата, дека ја даваме поддршката на млади луѓе или генерално на луѓе кои што имаат добри приказни, кои што испишуваат понекогаш и историја за македонскиот спорт. Денеска каратето во фокус, а кога зборуваме за каратето, денеска го имаме европскиот шампион Матеј Бели Стојановски, кој што неодамна на европското првенство во Лимасол во Кипар освои златен медал и со тоа стана европски шампион. Во силна конкуренција од 1276 надпреварувачи од 47 држави, Матеј со 6 борби и 6 победи покажа дисциплина, квалитет и вистински шампионски дух. Матеј и неговиот тренер се разбира Александар Кузмановски денеска во студиото. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодариме на поканата. Поводот секако ни е оваа титула која што ја понесе неодамна од Кипар. Верувам дека не е мала работа да се биде европски шампион во твојата категорија, но и за да се дојде до сето тоа патот воопшто не бил лесен и претпоставувам дека сето тоа бара многу жртва, пожртвуваност, многу посветеност кон спортот, но веројатно најмногу од се љубов кон каратето. Па Матеј, пред да ни раскажеш за титулите, би сакала да ни споделиш со оглед на тоа што и твојот татко е во овие води, од каде љубовта, дали тој ја пренесе за каратето? Па да, љубовта кон каратето е фамилиарна. Мојот татко и селектор Петар Бели Стојановски е исто така освојувач на европски медал во јуниорска конкуренција и тој ми поттикнал да станам и јас каратист уште на најмала возраст и каратето ми е фамилиарно. Како и во секој спорт, така и во каратето, кога ќе се започне од мали нозе, особено кога се сака тој спорт, веројатно несомнено е дека ќе пристигнуваат резултатите, но и каратето бара континуираност и посветеност. Има своји специфики како спорт, но ако зборуваме за покрај ова спецификите, односно предиспозициите кои што треба да се има во каратето, што би било тоа? Ако има одредени критериуми, ќе сакаме вие од Александар да го слушам одговорот за оние кои што може би го сакаат каратето, но и колку е важно да поседуваме нешто кое е добро и носи резултати во карате. Пред се треба да си упорен. За било кој спорт треба упорност и посветеност. Посветеност, да, и да го сакаш тоа што го правиш. Затоа што ако не го сакаш, џабе и таленти се, мора да се работи и дисциплина. Најбитно е дисциплина. Да. А во однос на физичка активност, тренинзи, спортување, нешто кое што ја одржува кондицијата, дали дишењето е важно во каратето? Што е тоа кое што го издвојува и каратето со своите специфики? Најпрво да кажем дека каратето најпрво е една од вештините, значи прва вештина, па потоа спорт, која што, како што кажа Матеј, секој дете од мали нозе, предпоставам и ќе бе познати гледачите на малите екрани. Поздрав за сите што гледате оваа емисија утринска на Тилма. Ќе видат дека фактички во изградување на самиот карактер на личноста е потребно да се гаи од мали нозе, да вежба, да спортува пред се здравје, па потоа значи преминува во една дисциплина каде што се вежбаат техники, кати и потоа доаѓа на спортско карате каде што секој сонува за врвен спортски резултат, но не секој може да го направи, така да само најупорните, најдисциплинираните, тие што се најпосветени, остануваат до крај и го прават овој резултат, што е исклучително важно за една држава мала како ние што сме Македонија, да направиме голем резултат. Сега гледајќи го на видео би имат тука, значи сликите што циркулираат на малите екрани, колку е тешко да се качиш на еден пиедестал, тоа е пожртвуваност со години, тренинзи кои што мене ми е исклучително драго што македонското знаме и химната беше интонирана во Кипар, во Лимасол, со победа над најдобриот грчки надпреварувач Балиотис и немам емоции се опрашање, значи тоа може само да се доживее. Да се доживее, апсолутно е така, Александар, и кога веќе го споменавме овој момент, слободно може да се продолжат инсертите, да се види како се вее македонското знаме, но велиш ова бара многу пожртвуваност, многу посветеност, многу дисциплина, многу труд, се она што го напомена. Веројатно сите тие работи кои што Матеј ги поседува сосема ја оправдуваат оваа титула во моментов европски шампион, но
беше ли нешто што навистина го очекувавте со оглед на работата која што ја имате посветено еден на друг, односно нели да функционирате како еден добар тим? Точно така. Ќе кажам дека ова најавуваше веќе ваков резултат, кој што лично јас го очекував. Ова е тренажен процес кој што трае подолго, значи пак ќе кажам, Мате потекнува од шампионски клуб, Карате клуб Олимпик е еден од најдобрите клубови во Македонија. Ќе кажам само дека од таму имаат излеза многу европски и светски, имам олимписки младински медал. Значи тој рамо до рамо со неговите колеги што се во делот на тимот во Олимпик работат неуморно и затоа е овој резултат. Од мали нози уште во јуниорска конкуренција беше носител на бронзен медал, беше во Финска Тампере. И јас како селектор тогаш на каратската јуниорската репрезентација препознав кај него квалитети, талент, заедничка работа со тимот што работи, каде што и Пеце Белистојановски, значи тука во тој тим Кристијан Младеновски, Стефан Ефремов, ќе кажам сите тренери, помошници во делот на клубот. Работевме неуморно, на почетокот на годината имаше добар настав во Тбилиси, каде што и самиот ќе каже тој за тој медал, значи прво место во сениорска конкуренција на најдобрите 96 во свет. И ќе кажам дека со право очекувавме да одиме да се закитиме со медал, а он го направи, што се вика, тоа на највисоко можно ниво, сериозно, и го постигна првото место, златниот медал. Ајде, ти имате, раскажи ни како беше во Грузија. Па, Грузија ми беше како за почеток на годината и после една тешка операција на рамото. Пред се проба пред ова европско првенство. После 7 тешки борби, успеав да стигнам до првото место, каде што не беше сепак се едно, затоа што имав повреда од која се враќам после 9 месеци, но со дисциплина и континуирана работа се опоравив од таа повреда и стигнав до првото место. Нема да го изоставиме и моментот за освојување на петото место во премиер лигата во Италија, поточно во Рим. Како таму помина, колку беше тоа со една така појака конкуренција и што значи освоеното пето место? Да, Рим е премиер лига, натпревар каде што учествуваат само најдобрите 32 од категорија. Од Македонија имам право на учество само јас. Само јас сум во топ 32. На претходното, ова е втора премиер лига оваа година, претходна премиер лига. Исто така во Истанбул учествуваше само Вероника Костовска од исто така Карате клуб Олимпик, исто како единствен учесник. Ова е сепак успех и петото место, затоа што си во сениорска конкуренција со најдобрите 32 и јас сум прв во овој систем да се бори за медал на вакво првенство. И сум среќен и горд што се борев за медал, иако не стигнав до тој, посакувам медал на тоа. Матеј, каде или која држава во моментов можеби ја сметаш лично за конкуренција, поточно каде се оние кои што се можеби со така на врвот во каратето во светот и ти се едни од противниците кои што сакаш нели да ги победиш? Па најмногу Грција. Грција? Соседството? Да. Соседството. Александар, се согласуваш? Па нормално, значи тоа е пак некоја вечна битка, како вика, значи битките траат, битно е војната на каде да се победи, така да ние како тренери ги учиме дека таа војна е освојување на европски, светски и олимписки медал, што е по самото име што доаѓа нашиот клуб Олимпик, значи може да поистоветите дека сме присталици да одиме кон олимписки медал освојување. Имаме младенски, сениорски, за жал, значи не исклучи од Олимпијадата 2021, но во големи преговори се да не вратат 28-32 година, каде што мислам дека на секој спортист е целта да се искачи на највисокот пиедестал, односно да го освои тој олимписки медал. Живее за тој сон. Така да Мате можеби малце скромен заради тоа што ова пето место на Рим во Италија е голем, сериозен резултат кој што ќе речам после долго години се вративме на таа мапа на каратето каде што учествуваме на тие премиер лиги, серија, собираме бодови кои што многу ќе ни значат за учеството на едно светско првенство, заради тоа што сега системот на Светската карате федерација се измени
и од кога не сме во олимпиското семејство, ние фактички светското првенство е под исти критериуми и услови како што е една олимпијада. Значи мора да се избориш со директен медал, да имаш од континенталното првенство па да учествуваш на покана, да те поканат на тоа светско првенство, или па да собереш доволно бодови да учествуваш на квалификациониот турнир како што беше сега во Париз, баш нашиот направач Фајк Весели обезбеди норма и учествуваше заедно со Ангела Мојсовска на светското првенство во Кајро, во Египет. Така да, исклучително е тешко да се учествува на тоа светско првенство, а камоли да се постигне ваков спортски резултат. Така да, тие Матеј ова почеток на година одбележа со учество на Премиер Лига, како што каже и неговата клубска колешка од Олимпик, Веројка Косовска, и беа во првите 30 двајца на целиот свет. Значи, тоа е исклучително сериозен подвиг и резултат што го постигна, и само можам да кажам дека ги мотивирам за да имаат високи поставени цели, за да не се задоволуваат со некои балкански медали така натаму, него да им биде целта на највисоко. Олимпијадата, Мате, е цел. Па да, дај Боже да се врати карате во Олимпијадата, сигурно дека е цел еден олимписки медал да и донесам на Македонија. Која ти е најголемата мотивација, Мате, при на самите надпревари? Дали е тоа противникот? Веројатно пред настапот има некоја анализа со што располага противникот и што е она кое што треба за да се победи. Дали е предизвикот и мотивацијата противникот, дали е твоја одредена цел која што на секој следен надпревар ја поставуваш? Што е тоа која е мотивација, или како вели тренерот, да не се задоволувате со освоен резултат, горе-долу со некој просек, туку со високи? Па најголема мотивација ми е сепак мојот татко, кој од секогаш бил тука со мене во каратето и за се во животот. И со него правиме анализи на противниците пред секоја борба и мислам дека тоа е најзаслужен за секој мој резултат до сега и за сите наредни резултати веројатно ќе биде најмногу заслужен. Кој го спомна тука, да се надовржам да поздравим Петар Белистановски, тој е селектор во U21, помлади сениори репрезентацијата, заедно со мене и другите селектори во целиот тим на Карате Федерација на Македонија. Поздрав до председателот на Карате Федерација на Македонија, до целиот тој тим, до целата федерација која што е неуморна, работи и по тешки услови се справува и мислам дека носи високи спортски резултати кои што се признати во државата и надвор од државата, и ќе продолжи така заради тоа што има тим, има со што Македонија се гордее. Каратето е најтрофен спорт во Македонија и така мислам дека ќе продолжиме со тој ентузијастички дух и да, мора да постои тенденцијата да се зачуваат тие значајни моменти во спортот, конкретно во каратето за нашата земја. Александар Кулку, ти пред малку спомена каратето е пред се една вештина, потоа е спорт, но знаеме другите спортови, можеби низ годините или не знам со новото време кое што доаѓа трпи некакви промени. Дали карате во последниве години има некакви промени во начинот на интерпретација, во начинот во потезите, оние можеби потези кои што се клучни за да се оствари некаква победа и така натака? Секогаш, каратето има промени во делот на правилата, ќе речам, највеќе се во тие промени, и секогаш се трудиме да ги следиме сите тие промени, најнови трендови, каде што се повеќе и повеќе станува офанзивно, односно, да речам, поентирачко. Затоа и во најбрзо време сега, се стави едни кациги, односно шлемови кај дечињата до 14 години, кои што најпрвенствено се внимава на контролата, на повредите, на тие да бидат заштитени, додека се бава во спортското карате зборуваме, во делот на вештината, во делот на катите, таму е сега гласање со поени, со оценка, каде што се одзимаат и се собираат, на каде се прогласува победник. Така да има новитети, но ние се трудиме да бидеме во тренд со тие новитети, никогаш не заостануваме. Секој сме тука заедно со судиите, селекторскиот мора да се следат. Да, мора да се следат и мислам дека докажуваме со самото тоа презентирање на каратето и освојување на овие спортски резултати, дека сме меѓу топ 10 земјите во врвот на Европа, така да се трудиме понатаму да продолжиме. Од топ 10 кој е на врвот во карате во Европа? Па реално во Европа, тука се, ќе речам, Турција, Украина, Италија, да речем кај што се одржуваше сега последната премиер лига, кој што
ќе кажам во контекст на вашето прашање дека се добри тактичари, значи не секогаш победува тој што е фаворит или да речам број 1 на ВКФ ранкингот, него победува тактиката, моменталната спремност, психичкиот момент е многу битен, како што кажа и Мате, значи мора до совршенство да биде доведен тој спортист за да постигне ваков висок спортски резултат. Позади сите тие земји што ги наброја во првите, да речам 5-10 топ земји, стојат психолози, педагози, плејада на тренери кои снима, анализира и така натаму, каде што ние во тој дел не може многу да се пофалиме, но со упорноста, со работата, значи ги престигнуваме и некојаш, значи ги надмудруваме, заради тоа што тренерот е се тоа. И психолог, и педагог, и тренер, и та слика. И татко, и мајка, и се некој. Тоа е, значи, во тој дел, така да не бидам сега пластично сватен пред гледачите, ама да си бидеме реални, искрени на сето тоа што правиме. Така да жртви сме и мене ми е исклучително чест и задоволство да бидам жртви за вакви деца, така да можам да ги пофалам сите буквално дечиња кои што сум стоел позади нив и што представува Македонија. Имаме прекрасна младина, иднина и мене не ми е тешко да стојам позади нив се додека они имаат желба да направат нешто за оваа држава. Нешто добро пред се за нив, а потоа и за државата. Никаде пред крај, пред да ни кажете што е следно што ве чека, би сакала, кога веќе го спомена твојот тренер, менталното здравје, кое што е многу клучно кај спортистите особено. Како, Матеј, гледаш на поразите, како лекција, учење нешто ново? Па да, од секој пораз мора нешто ново да се научи, да си анализираш борбата и да си ги најдеш грешките, каде си грешил, какви пропусти си правил и за следно првенство да знаеш. Да научиш. Александар, што е следно периодов, за што се подготвувате, богата агендата која што ми ја испративте и што се ве чека, нели, годинава, иако од самиот старт, веќе сме овој третиот месец од годината, вие веќе имате доста турнири, првенства и секако успеси. Ние сме само на почетокот на годината, ќе кажам дека предстојат уште многу настани. Ќе набрам само до јуни, тие настани што не се најзначени, назначено во моментов ни е државното првенство на Карате Федерација Македонија што го организира за сениори. Значи тука ќе настапиме со истиот состав како и минатата година. Во минус 60 ќе биде Фај Весели, значи во минус 67 ќе биде Мате Белистојановски од Карате клуб Олимпик. Зборам, значи, за клубскиот настап, потоа, значи, кај жените ќе имаме, значи, Ива Пецевска, Михела Мишовска, Вероника Костовска и Магдалена Божиновска. Тие исто така се и прваци на Македонија во екипниот дел, во женскиот екипен дел во борби. Можам да ги поздравам и тие атакуваат за задржување на титулата шампиони на Македонија и мислам дека и оваа година ќе ја освојат таа титула. Машките лани беа втори, така да се сконцентруваме на тој настап да обезбедиме прво пласман, потоа да следат подготовки и настап на најбитното првенство оваа година, а ќе речам дека е тоа Европското првенство во Франкфурт, Германија, каде што исклучително како тренер на клубот и како селектор на македонска репрезентација на сениори, со Петар Белистојановски, со Тимош ми помага, ќе атакуваме на медал и да изведуваме во македонска јавност со сениорски медал, кој што и тоа како е тежок да се оствари. Ќе кажам само дека последниот, значи 2024-та, Михела Мишовска. Тоа беше девојче од нашиот клуб која што освои сребрен и мислам дека тој континент мора да продолжи, заради тоа што неуморно вежбаме и заслужуваме таков медал, заради тој медал е поздравен и е испочитуван и од самата држава. Тие се стипендисти, значи како Михела, така Матеј, и сите се стремат да го освојат заради тоа што едноставно, значи, има стипендија која што ќе ги поддржи, ќе ги поттикне и ќе продолжат понатаму со вакви високи спортски резултати. Ние тоа и ви го посакуваме и веруваме дека ќе се видиме следно со многу успех, поточно со резултати кои што веројатно вие ги посакувате, ние ги очекуваме, но не секогаш тоа да биде очекување со притисок, туку едноставно нешто кое што е резултат на долгогодишната Еве да ја работа поканиме, и значи, тренинзите. на исто на 5-ти ден после државното првенство, на 5 април, Карате клуб Олимпик е домаќин на целиот Балкан, да речам, и земји кои што сакаат да учествуваат на меѓународниот турнир Олимпик Опен 2026 на 5 април во недела со почеток од 10 часот во спортската сала Јане Стандански повелете со вашата телевизија и ги поканувам сите гледачи, влезете слободен. Па и гледачите да дојдат да да уживаат. Да гледаат, да уживаат во тој спектакл настан, бидејќи тој спектакл настан
се обидуваме и еве веќе четврта година го правиме на највисоко ниво со мојот колега Кристијан Младеновски кој е заслужен за тоа, како едно европско светско првенство со видеобимови, со светла, со интонирање на музика и така натаму. Одлично. Александар и Матеј, ви благодариме многу. Верувам дека ова нема да биде нашето прво и последно дружење со оглед на сите успеси и работата која што макутрпно ја правите секојдневно, а секако се однесува генерално за Кога доаѓавме на успесите за Македонија. Требаше нели медало да го носи за себе, викам ништо, вика не го донесуваме, тренирот ќе мора, вика сега од Франкфурт, од Германија, вика досувам друг за да доеме со медало да гостуваме. Така да. Нека биде така, Матеј. И тоа меѓу друго за целта. Ви благодариме многу за утринската дружба и сите информации кои што можевме да ги пренесеме утрово и се во интерес на резултатите кои што ги постигнува Матеј.